Здраво на сите. Јас се викам Маријан и живеам во Охрид. Верувам во Господ Исус Христос. Да, ни многу го сакам. Господ Исус Христос навистина е жив и постои. Јас сакам да просведочам, да ви објаснам за едно сведоштво. Во животот мој имаше многу настани, многу ситуации, но издвојувам две сведоштва кои се поврзани со возењето. Пред неколку месеци јас возев од Охрид до Скопје. Возев и се беше во ред. Кога стигнавме во Скопје, завршивме со предвидените обврски и на враќање кон Охрид возам и некаде во близина на Тетово на автопатот беше дозволено, го видов знакот 120 км на час. Јас се движев со брзина околу 110 км на час и се беше во ред, но кога дојдовме на патарината, јас застанав, ја покажав мојата членска со која што сум ослободен од плаќање патарина и веднаш по подигање на рампата, директно гумата, како да пукна задната гума, се истиши и се зачудив. Кога видов таму каде што имаме за воздухот, нели? Видов дека се е во ред и ја ставив резервната гума, а потоа полека со бавно движење се упативме кон гостивар на сервис на вулканизер за да видиме дали е во ред. Се вративме во Охрид, стасав дома и се беше во ред, стигнав, но се сетив за да му се заблагодарам на Господ Исус Христос, затоа што со брзината со која што се движев 120 км на час, ако беше предвидено гумата да пукни во движење, во возење, ќе беше страшно. Но овдека имав ситуација кога на патарина го забави возилото, практично застанав во една точка и му благодарам на Исуса Христа што се случи токму тогаш. Второто сведоштво е поврзано исто така со моето возење. Не сум сигурен кога се случи, дали пред 3,5-4 години отприлика беше. Не бев сам, бев со семејство, 5-члено семејство на мојата сопруга, во која сите се глуви, само незиниот брат слуша. Сите ние 5 мина, заедно со мојата кола, се упативме од Охрид до Скопје. Имавме многу обврски и некаде веќе не фати ног кога требаше да се враќаме назад. И тргнавме за Охрид. Возев полека. И некаде на преминот на стража, знаете, тука е планински предел, како се движев кон стража, забележав дека температурата на возилото се зголемуваше и одеше до максимум, практично се случи водата во цревото да зоврија и бев принуден да го застанам возилото. Го молев Господ Исус Христос да ни помогне, беше ноќе, 1,5 часот. Кој ќе ни помогне? Темница, ладно, нема жив човек. Ние сите глуви четворицата, само едно мало детенце, братот на мојата сопруга кој слуша. И знам дека да, колата беше во дефект, ја исклучив и сега сите ние, сопругата, незината мајка, сестрата, што ќе правиме овдека во 1,5-2 часот ноќе. Видов, отворив колата, хаубата и видов дека веќе цревото е пукнато и за 5 до 10 минути се помолив на Господ Исус Христос. За 5-10 минути застана кола и му благодарам на Исуса Христа што дојде еден човек кој праша што вие не се секирајте, дојдете со мене. Тој беше сам во колата. Ако беат во тројца не ќе можевме сите ние, но планот на Бога беше да ни понуди помош. С цела фамилија ние бевме 5 и тој 1-6. Тој вели, ако оставете ја колата, заклучете ја, дојдете сите со мене. Влеговме во неговата кола и стигнавме до Охрид. Фала му на Господа Исуса Христа. Навистина, сведоштвата ни укажуваат на надежда дека во Исуса Христа можеме се. Му благодарам на Исус. Ве поздравувам сите и во неговото име бидете благословени до следна средба.